И здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Денес ќе ги одговорам прашањата кои што ми ги поставивте на Instagram, па да не должам многу да почнам. Прво прашање, дали Артета ќе го врати стариот Арсенал? Искрено, се е можно, доколку имаат добра концепција, доколку направат некој ремонт на играчи летово и се направат некои квалитетни трансфери. Можно е, но следната сезона мислам дека ќе даде одговор на ова прашање, бидејќи сега веќе остана уште неколку кола и плюс подоцна дојде Артета. И поради тоа мислам дека се е можно, но не се знае. Ќе видиме следната сезона. Второ прашање, ќе успее ли Манчестер Юнайтед да влезе во топ 4 сезонава и дај му некој совет на Солскер што формација да користи. Па Манчестер Юнайтед игра доста добро во последно време, имаат 4 победи поред и верувам дека ќе влезат во топ 4. Сега за некоја формација, мислам дека оваа формација што игра во овој момент е сосема добра, јас би ја играл исто така 4-2-3-1. И мислам дека не би променил искрено ништо, ми се допаѓа таа формација што игра Солскер. Трето прашање, кој ти е омилен кошаркар и кошаркарски тим? Исто така, кои други спортови ги следиш? Омилен кошаркар ми е, значи, Коби Брајант, а кошаркарски тим нормално Лейкерс. Исто така, кои други спортови ги следиш? Па, следам фудбал, значи најавам за Манчестер Юнайтед. Исто така ракомет. Следам, најчесто ги гледам македонската репрезентација кои играат на светско или европско првенство или Вардар, Металург од нашите клубови. Четврто прашање, дали после сезонава ќе најаваш за Челси? Сигурно дека нема да најавам. Ова малку провокационо прашање. Нема да најавам никогаш за Челси. Петто прашање, заради кој играч почна да ја пратиш кошарката? Па дефинитивно Коби Брајант. Мислам и првиот надпревар што сум го гледал бил Лейкерс против Торонто, ако не се лажам. И тоа беше, ако не се лажам, надпреварот која даде дури 81 поени, од тогаш едноставно го засакав и почнав да ја пратам кошарката како спорт. Следно прашање, што те мотивира? Сега ова прашање е многу општо и многу широк поиме тоа, што ме мотивира. Например, некој, како оние клипови што ги ставав, каде што вежбав техника, ако некој направи за мене, ако некој направи 22 секунди на одредена комбинација на дриблинзи, мене ми е цел да направам рекорд уште подобар, например, како што направи во тој случај 20. Или, например, ако некој даде 6 тројки на надпревар, јас сакам да дадам повеќе од 6, 7, 8. Или колку ќе биде возможно во тој момент, зависно. Сега, тоа е наистина широк поим. Мотивацијата се стекнува секојдневно и може за секој човек различно да значи. За мене, например, најчесто ме мотивираат другите кога ќе направат некој резултат, сакам да бидам подобар од нив и секогаш сакам да бидам најдобар. Ето, тоа е, мислам, најдобар одговор. Што правите во слободното време? Па во слободно време најчесто гледам телевизија, гледам некои филмови, серии во последно време, слушам музика, надвор ќе излезам да се прошетам кога е убаво времето и така натаму, да. Дали Лейкерс земаат прстен годинава? Па искрено се надевам, 3 или 4 месеци веќе нема играно, но верувам дека ќе се вратат во старата добра форма.
направија некои промени, Бредли нема да игра, сега J.R. Смит ќе игра со Леброн. И се надевам дека имаат изгледни шанси да ја освојат титулата оваа сезона. Следно прашање, дали си размислувал да станеш веган или вегетаријанец? Дали си пробал некое време да не јадеш месо и како си се чувствувал? Искрено немам размислувано да станам веган или вегетаријанец и не сум пробал да некое време да не јадам месо, па поради тоа не можам да кажам како сум се чувствувал и искрено јас тоа не го преферирам, поради тоа што доколку не конзумирам месо, нема да имам сила и енергија за да ги направам сите овие тренинзи што ги правам секојдневно. Следно прашање, дали мислиш дека Дончич ќе биде на левел на Џордан, Коби и Леброн? Интересно прашање, но мислам дека треба доста сезони да истурка, што се вика, на нивно ниво како што играле Џордан, Коби и Леброн. Доста All-Star настапи, MVP да освои на сезона неколку пати. Ќе биде дефинитивно тешко, сега за сега одлично тргна, 21 година има, игра феноменално и искрено би сакал бидејќи од овие простори, но ќе видиме. Јас му посакувам се најдобро, секако да не се повредува, тоа е најважно. И ќе видиме, но се надевам дека може да стигне на тој левел. Следно прашање, кој е твоето хоби и која ти е најубавата рекреација во слободното време? Па дефинитивно моето хоби е играњето кошарка и најубава рекреација во слободно време. Исто така, покрај тоа исто правам вежби, значи фитнес. И може да се каже тие две дека ми се главни рекреации, а најубава дефинитивно кошарка. Следно прашање, колку повреди си имал во текот на спортувањето? Во текот на спортувањето искрено немам здобиено со некоја посериозна повреда. Тоа било најчесто некоја рана која што за ден до два би ми било сосема во ред, би ми се вратило се во првобитна состојба и не би имал проблеми. И последно прашање, како почна со кошарката и која е твојата цел? Па јас почнав со кошарката така што како мал, значи излегуваш на игралиште, се запознаваш со другарчиња и започнуваш да играш. И сега јас на почетокот сакав повеќе фудбал, бидејќи бев по-низок и повеќе гледав фудбал како мал, но потоа кога почнав да израстувам, се повеќе и повеќе сакав да играм кошарка и започнав на посериозно на некои 10-11 години да тренирам и од тогаш дефинитивно одлучив дека ќе биде мој омилен спорт. И која ми е целта? Па целта ми е преку здрави навики секојдневно да пренесам нешто што имам јас на останатите кои што ме гледаат. Тоа е да не прават некои проблеми, да не навлегувам сега некои инциденти, знаете за што зборувам, и да бидат едноставно навикнати секој ден да спортуваат, да не играат секој ден видеоигри, да не закржлаат. И тоа е во главно мојата цел. Тоа се сите прашања, ви благодарам на сите што ги поставивте, наистина бевте креативни. Ако ви се допадна овој клип, обавезно ставете лайк, шер и subscribe, значи претплатете се на овој канал, бидејќи ќе следат уште многу
интересни клипови, па до следен път останете ми добри и се гледаме. Поздрав!